Отпатуване надејно едно саботно попладне на 29. јули 1916 година. Се случи во таа 1916 година. Добил куршум во градите, но тоа не бил куршум, туку граната. Тоа го дознав од еден негов другар. На Божик во 1916-та. Живеел цел ден, а ноќта на својот кларинет ја свирал песната Света ноќ. Изгубил многу крв, живеел до вечерта, до околу 20 часот и 45 минути. А утре едента, на 26 декември, го закопале со еден негов другар. А јас бев тогаш отидена во Лорена. Можам ли да ви кажам зошто? Баравме путер, јајца, се, и повеќе не го видов. А тој беше многу млад, многу учтив. Тоа не беше момче што мислеше да убива. Разбирате, беше многу добар. Еднаш, кога дојдов в болница, ме ангажираа да работам во Францускиот Црвен крст во Страсбур на улицата Гете и таму останав. Еднаш, кога поаѓав, дојде на станицата. Затоа што знаеше со кој воспатувам. Беше к вечерина. Повеќе и не се сеќавам. Ме поздрави и ми даде букет јорговани и повеќе не го видов. Медицинската воена служба ми одговори дека загинал во Кавадарци на 24 или 25 декември 1916 година. Работев зашто тогаш беше задолжително да се работи. Но штом разбрав дека е мртов, мојата најголема желба беше да дојдам овде. Отидов кај еден од неговите другари во Париз. Ги имаше неколку, а тој беше речиси слеп. Ми објасни дека тоа место е на југ од Кавадарци. Се минува покрај една висока планина, а потоа крај една гора, така ми рече.
Може би е тоа место, но не знам. Мислам дека е паднат во овие предели. Секогаш мислам дека тие морале да се искачат таму за да одат кон Битола. Кога ќе се искачам горе, го гледам полето како на дланка. Го гледам и кавадарци, но тоа не се случи таму. Тие биле овде, во природа. Секогаш се надевам дека еден ден знаете што би можело да има горе по толку години. Кога дојдов прв пат, немав бастун и тогаш паднав. Беше вистински глечер таа зима во 1966 година. Тогаш прв пат се искачив и од тогаш доаѓам секоја година. Тогаш од врвот на планината понесов планинско божиќно цвеќе. Го донесов во Страсбур и го ставив до неговата фотографија. Постојано го гледам. Бидејќи оделе по овој пат, тоа треба да биде овде. Затоа шетам вака, зашто тоа ми носи мало леснување. Се чувствувам помалку сонего, разбирате, зашто повеќе не го видов. Мојот брат беше убиен прв, многу млад. Целиот овој пат го поминале пеш. Тоа било голем, преголем марш. Требало да бидат многу уморни. Тогаш сигурно им рекле, сега ќе починеме зад оваа мала гора, но дали била ова или некоја друга, јас не знам. Во Битола ги посети француските гробишта. Некои ми рекоа дека може да биде закопан во Прилеп, крај могилата на партизанските гробишта. Но сигурна сум дека не е закопан таму. А доаѓам само во спомен на неговите другари. Позадоволна сум што почива во планината. Секогаш ми ја даваат истата соба со поглед кон планината. Кон мене се многу љубезни и се чувствувам како дел од хотелот. Дури не ме остава да ги платам сметките, па тоа често ми пречи. Кон мене се сите вонредно љубезни, насекаде. Кога шетам низ лозјата, ме нудат со грозје. Сите ми велат добар ден. Многу сум задоволна што можам да доаѓам. Овде е многу убаво.
Zato što ja gledam planinata. Zadovoljna sum i po srce veke sum kavadarčanka. Koga bi imala grutka zemlja na planinata za da postavam krst za mojat brat, bi bila ušte pozadovoljna. Ako treba za to da zemam jugoslovensko državljanstvo, a da ostanam francuzinka, ja stoja bi go storila. Ne asakam vojnata, ta nosi nesreći. Treba da se počituvat site mrtvi od site vojni. Tije mnogo stradale. I jaz bev borec za sloboda. To beja dolgi i mačni godini. Bev me site mladi, a učestvuvav me vo dve vojni. Ja sakam Jugoslavija. Dobro bev primjene i zašto da ne ja sakam. Prirodno, gi počituvam i neizvinite heroji. Gi posetuvam nivnite spomenici. I vo okolinata, i ovde vo Kavadarci, i na nekoj praznik, sekogaš. To je za mene se. Ako mi rečat ke go najdete, samo treba da ostanete zakopana kraj nego, ja svednož bi se soglasila. Novo životo treba da se bide realist. Treba da živeam. A smislata je vo toa, koliko poveke živeam, toliko počesto ke možem da doađam. Ovde mislim za nego, se molam za nego, se molam za site vojnici. Treba da se sobirat vojničkite grobišta, da se molime za njih, da gi počituvame.